Štipskите sovetnici денес дадоа зелено светло за намалување на цените за платениот паркинг простор. Со ова, општината има намера да ја зголеми искористеноста на паркинг просторот и да ја намали гужвата на споредните улици, каде за да се избегнат плаќањето, досега возачите ги ставаа своите возила. Но ова не ги решава сите проблеми околу платениот паркинг простор, па дел од советниците има и конкретни прашања поврзани со оваа работа. Каде е постапката со електронската наплата? Бидејќи е проблематична, имате вие луѓе што имате него тешко се наваѓаат понекогаш. Лично на мене ми се десило да не може да ги најдам, а после кога се врнам гледам закачено лист на колата. Значи, докаде е таа постапка со електронската наплата? Во моментов плаќањето е исклучиво на принцип на талон, иако од поодамна се најавува воведување и на СМС плаќање. Што се однесува до тендерот за СМС пораки, веќе тече. Прибират се овие податоци од операторите и ќе видиме во теке, значи во теке. Распишен е тендерот и во теке. Од Стипион најавуваат и други промени поврзани со паркинг просторот. Таму каде што имаме можност за отворање на затворен паркинг простор, значи да го уведеме и тоа, каде што условите не дозволуваат, кој што исто така паралелно ќе тече со СМС пораките и мислам дека тоа ќе биде еден добар приход на самото јавно предпријатие. Тие луѓе кои што имаат месечни карти, ќе имаат резервација на местото, значи самиот систем ќе дозволува тие нивни паркинг места бидејќи живеат на тој простор да можат кога ќе дојдат да влезат и да имат место за паркирање. Платениот паркинг во Штип се воведе пред точно 2 години. Во моментов има 580 паркинг места, од кои околу 10% се уште се неактивни. Со претходните цени годишно од паркинг просторот Стипион инкасираше помеѓу 4 и 5 милиони денари.